свенува зелениот венец на челото на планина Шарлија. А баница? Сирската баница со пламени прсти пишува за крајот на надежта утрешна што требаше да донесе одвека сумуван, слободен ден. Силно татнат од непрбол кон баните македонски, за големиот војвода, чија прва и последна љубов беше родната земја. Почитувани дами и господа, за животот и делото на апостолот на македонското револуционерно движење за ослободување од османлиското робство, ќе слушнеме од речта на господинот Петар Јанков, градоначалник на општина Струмица. Нека повели господинот Јанков. Почитувани сограѓани, драги струмичани, ценети гости. Денес, на 4 мај, стоиме на плоштадот што гордо го носи името на нашиот великан Гоце Делчев. Пред неговиот грандиозен споменик за да одбележиме 123 години од неговото херојско загинување. Тука сме да се поклонеме пред минатото и да се подсетиме на една идеја што не умира. Идеја за слободна, достоинствена и своја Македонија. Гоце Делчев не беше само револуционер. Тој беше учител, визионер и градител на националната свест. Во времења кога македонскиот народ бил негиран, притискан и разединуван, Гоце ја разбуди мислата дека овој народ има своје име, свој дух и своје право на слобода. Тој знаеше дека народ без свест е лесно поробен, а народ со свест непобедлив. Затоа денес, кога зборуваме за македонска нација, треба да зборуваме јасно и достоинствено дека нашето постоење не започнува со ничија дозвола, ниту зависи од ничие признавање. Македонскиот народ постои преку својата историја, својот јазик, својата култура, својата борба и својата жртва. Историската улога на ВМРО е неразделно поврзана со делото на Гоце Делчев. Тоа беше организација родена од народната болка, но и од народната надеж. Од нејзините редови израсна генерација борци кои ја носеја идејата за слободна Македонија низ најтешките времења. И Струмица има своје честно место во таа историја. Овој крај бил дел од револуционерната мрежа, место на патриоти, комити, јатаци и семејства што ја чувале искрата на слободата. Струмица секогаш знаела да стои исправено кога Македонија била пред искушение. Денес повторно сме исправени пред предизвици. Се соочуваме со обиди да се преобликува нашата историја, да се релативизира нашиот идентитет и да се наметнуваат туги толкувања за тоа кои сме. Но нашиот одговор не треба да биде омраза. Нашиот одговор треба да биде мудрост, без расправи, страф и поделба, туку со самодоверба, знаење и единство. Во однос на отворените прашања, нашата позиција мора да биде државничка и цврста. Сакаме добрососедство, почит и европска иднина, но никогаш по цена на сопствениот идентитет. Пријателство и соработка, да. Негирање, не. Понижување, никогаш. Најсилниот одговор што можеме да го дадеме е силна Македонија. Со образовано младо поколение, со развиени и модерни општини, со економија што задржува народ дома, со институции што ја штитат вистината и со народ што верува во себе. Тоа е современиот аманет на Гоце Делчев. Да го чуваме, да го живееме, да го пренесеме на генерациите што доаѓаат. Нека неговата жртва не обединува, нека неговата мисла не води. Нека неговото дело не подсетува дека Македонија се брани со работа, достоинство и љубов. Вечна слава на Гоце Делчев. Да живее Македонија! Почитувани, следува револуционерна поезија во кажување на рецитатори од рецитаторската секција при Домот за деца и млади Благој Мучето Струмица. Да ги слушнеме. Кода беше лани, вчера или сношти.
Бајракот падна, бајраците стојат, 3 подземја сега ги поштат твоите мошти, и со тебе е бесмртна само смртта твоја. Го изоде без патието, што вечен пат ни беше, без рода над своите растурени рани. И веќе нема место кај ќе бидеш грешен, среде ноќта ноќна, со ноќ што ја браниш. Но дур земнееш под житата, со сетните гајди, на поплак ти идат запалени села. Изврени од денот во тебе што зајде, тесен им е светот во мртвите тела. Бар кажи им како на земјата и се двориш и на колку страни одеднаш си свртен, кој гром ги отвара твоите горни гори и каква е слободата потаму од смртта. Зашто в соузи нивни криеш пресни роси, за пламенот сега ладно што те гушка. Вечерница им вечера со конјот што го носи, сиот празен простор за твојата пушка. Кода беше лани, вчера или сношти, бајракторот падна, бајраците стојат. 3 подземја сега ги поштат твоите мошти, и со тебе е бесмртна само смртта твоја. Во редот од книга јас не сум те сретнал, јас не сум го видел ни образот твој да стои на зидот, но прв пат те сетив во сказната чудна на дедото мој. Ја пазам јас в спомен априлската вечер, со потоен шепот во малиот двор, со многуте сказни за Гоцета Делчев, што растеа снажно в дедовиот збор. Минуваше тогаш 38 годината, кога во доцниот час го кренаа тате, кога јас му носев во затворот ручек со залипнат глас. И знам таа вечер крај тревата мека, ти, дедо ми кажа еден расказ долг. Почнуваше. Чедо и тебе те чека судбината наша, но те пазел Бог. 80 лета од грбот ти сметна. Пред мене се јави ко смел јунак, млад. И видов сал соуза во око ти светна. И видов сал здивна, низ нестивнат јад. И слушав за судбината наша, на маките робски, бескрајниот ред. За нашиот народ, што седно праша, да леннаш ки има слобода и леп. Јас слушав и прашав, зар воа сето е вистина така, зар и домот мој на другому паѓа, зарем не е светот создаден за сите, за радости пој. Но потаму дедот ти запра. И тогаш сам животот суров. Несносните дни продолжија да ми говорат за Делчев. Јас низ нив го гледав неговиот лик. Тој, ликот на Гоце, се вееше гордо на знамето наше во тешкиот час. Ни земја, ни кога тевтонските орди пируваа диво, со дивјешка страст. За прв пат јас тогаш Делчевото име извезено в срма на бајракот го сретнав, а беше бој крвав. Низ димот во бајракот поглед управував сал. Пак истите денови, во планинското село за Гоцата дочув од селанец стар, жив познаник негов, со набрано чело зборуваше многу со гнев и со жар. Од расказот негов за личниот орел, салено се вгнезди во споменот мој. Сакајте го Гоце, тој за вас се борел, тој за вас го даде и животот свој. И скапото име, ликот Гоцев светол, во срцата наши си задлаби трак, а во дните нови на животот цветнат, со Гоцета ние се сретнавме пак. В последната битка се сретнавме милно. В грајнатиот Врадос прв слободен ден. Во редот наш, кога маршираше силно, Гоцевиот портрет в цвеќе искитен. Во редот од книга, јас не сум те сретнал. Јас не сум го видел ни образот твој да стои над зидот. Но прв пат те сетив во сказната чудна
на дедото мое. Го повикувам градоначалникот и представниците на Советот на општина Струмица да положат свежо цвеќе на споменикот на Гоце Делчев. Ги повикувам представниците на Општинскиот одбор на Сојуз на борците и граѓани продолжувачи да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Унијата на млади сили и Унијата на ветерани на ВМРО-ДПМНЕ Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Унија на жени ВМРО-ДПМНЕ Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Општинската организација на СДСМ Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на локален клуб на Социјалдемократската младина Македонија Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на форум на жени на СДСМ Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на движењето Знам да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на партијата Левица да положат свежо цвеќе.
Ги повикувам представниците на Средното општинско училиште со училишен дом Димитар Влахов Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Сојузот на резервни воени старешини да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на регионален центар за управување со кризи да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на КПУ затвор Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на навивачката група Ајдоци Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците од Општинското училиште село Велуса да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците од СВР Струмица да положат свежо цвеќе. Почитувани дами и господа, честувачките свечености, организирани по повод 123 годишнината од загинувањето на легендарниот револуционер и предводник на македонското револуционерно движење за ослободување од многовековното османлиско робство, завршија. Ви благодариме на присуството.